Продолжува изградбата на спорниот хотел на локалитетот Горица, на една од најатрактивните локации на Охридското крајбрежје, реагираат активистите од Охрид СОС. Според нив, хотелот го гради компанијата на Сашо Мијалков, а проектот е аминуван од двајца градоначалници на општината, кои во два наврати потпишале анекси на договорот, за тој да не го изгуби земјиштето во период кога поради судски процеси му бил замрзнат имотот. Активистите тврдат дека изградбата на објектот е со кршење на законските прописи и истиот се коси со препораките од планот за управување со регионот. Овој проект никогаш не бил доставен и до Комисијата за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион, ниту пак урбанистичкиот план бил ревидиран од аспект на неговата усогласеност со планот за управување со природното и културното наследство 2020-2029 година, во кој експлицитно стои спречување на градежното зафаќање на релјефни возвишенија, доминантни места каде со изградбата на објекти ќе се наруши крајбрежниот пејзаж. Поединци речиси бесплатно добиваат атрактивни локации низ целиот регион, државното земјиште се оттуѓува како тоа да е нешто невредно. За конкретната градба од општина Охрид пак се децидни дека објектот е легален и дека ја поседува целосната документација. Во 2007 година од страна на општина Охрид е предложен план за вон населено место туристички локалитет Горица, кој од мнозинството советници е усвоен. Во 2011 година врз основа на усвоениот план е организирано јавно надавање од страна на Министерството за транспорт и е склучен договор за оттуѓување на градежно земјиште со најповолниот понудувач. Во 2012 година е издадено одобрение за градење на инвеститората. Во 2013 година е склучен анекс од страна на општина Охрид согласно измени во Законот за градежно земјиште, со кој е предвидено плаќање договорна казна за непочитување на роковите. Анекс на договорот е направен и во 2020 година. Согласно планот дозволена е градба од 5+3 и 40%, без разлика на тоа што во периодот кога е носен планот за конкретната парцела не постоел планот за управување со светското природно и културно наследство. Сепак издаденото одобрение за градба е во рамките на истиот. Од Охрид СОС додаваат дека за овој случај ја известили и реактивната мониторинг мисија на УНЕСКО, која го посети Охрид минатата година.